Албанското министерство за образование попушти, македонците ќе продолжат да го учат мајчиниот јазик. Ова било решено по денешната средба на македонската амбасадорка во Албанија Благородна Мингова Крепиева со министерот за образование Муќарем Тафај. Амбасадорката објаснила дека проектот Живот на граница градинки и игротеки е проект на невладина организација регистрирана во Голобредо. Според проектот, деца од предшколска возраст македонскиот јазик ќе го учат преку игри и песни во игротеки, а не во приватни училишта, како што ги оквалификуваа курсевите албанските власти. За невладината Илинден, која е иницијатор и организатор на курсевите, ова е чекор напред кон можноста македонскиот војнина да се учи и во училиштата. Поздравуваме одлуката на Министерството за образование на Република Албанија да продолжат курсевите на македонски јазик во Голо Брдо. Наша цел е за другата учебна година да влезе во системот на образование, значи децата да учат во школа, а не вака, значи по куќи како што ги организираме полулегално така курсевите. Според албанските закони, потребни се посебни регистрации за приватни курсеви, но откако било утврдено дека часовите по македонски ги одржува невладина организација, се расчистиле недоразбирањата. Невладината не била под надлежност на Министерството за образование. По ова македонските власти очекуваат проблемот со македонскиот јазик да биде надминат, инаку во Голобредо живеат околу 18.000 македонци.